Поверете прашање. Ќе ви направам една компарација, да речам овдека од прилика не кошта 104 евра метар квадратен или купната инвестиција е 33 милиони евра со се ДДВ, 33 милиони денари се извинувам, со се ДДВ. За компарација, ова што ќе го видите овдека визави плоштадот, плочките на кои што не можете летно време да гледате затоа што одблеснуваат, кога ќе фати есен на првиот дожд или на првиот снег се лизгаме, плюс цел плоштад низ смрдина канализација коштал 195 евра по метар квадратен. Таа е грижата, да речам, или разликата во сегашниот градоначалник и сегашната градска администрација кон јавните, кон градските, нашите пари, визави тоа што се случувало во минатото. Скоро за двојна површина јас ќе очекувам реакцијата, што знам дека ќе биде позитивна, кога ќе го видиме овој простор како ќе изгледа, кој што овдека продаваше кој што стигне, на секој дошт имавме вирчиња се создава, тотална една негрижа, меѓутоа мислам дека разликата која што ќе видиме, а при тоа ќе треба секогаш да размислуваме дека не кошта двојно помалку од ова што го имаме на плоштадот, ќе може да ја направиме квалитативната разлика помеѓу сегашното и минатото. Во многу краток период, во секој случај моите очекувања се дека барем до 13 ноември, празникот на градот, 80% од овој простор ќе биде готов и ставен на употреба на скопјани. Дали ова е таа локација што сакате да префрлите градската администрација, поточно зградата на ЕСМ? Да ви кажам наискрено, јас не можам да знам кој ќе се пријави, бидејќи ја реков ние ќе направиме обид да ја продадеме градската куќа. Кој ќе се пријави на таа постапка, навистина не знам. Ми се допаѓа идејата дека треба да биде градската куќа во централното градско подрачје, на самиот площад, бидејќи тоа е стандард кој што постои секаде во Европа, секаде во светот. Секогаш велам, ајде овака, ако беше таа локација толку атрактивна како што се обидуваат да прикажат во изминативе неколку дена опозиционерите, зошто тогаш не го подучија Сашо Мијалков да го направи таму хотелот, а на местото намерија да имавме градската куќа. Тоа значи дека индиректно ова е таа локација? Не, јас велам, јас не можам да знам кој ќе се пријави, дали ќе успее продажбата. Меѓутоа, она што знаме дека не е местото на градот Скопје фрлен некаде на страна. Меѓутоа и сега се наоѓате на страна? И сега се наоѓаме на страна и тоа било дефинирано како привремено решение во 1965 година. Често знам да кажам дека за жал во изминативе 30 години за Скопје немало целосна грижа. Мене ми е навистина криво што неколкуте локации кои што беа слободни на плоштадот не беа искористени да се направи навистина добар репрезентативен објект за нашиот град, како што е секаде во светот. Каде сакате појдете низ Европа, сакате појдете еве во соседството во Софија, во Тирана, сакате појдете во Подгорица, сакате појдете во Љубљана, ќе видите дека градските куќи уште од времето кога се размислувало биле поставувани на централно место. За жал, ние сме жртви на една тотална негрижа на градот, меѓутоа чекор по чекор тие глупости што се случува во минатото ќе ги исправаме. Ако сте знаеле дека е така, зошто сте потрошиле 3,2 милиони евра во довршување на таа градска куќа за која вие сметате дека е отпадна? Затоа што веројатно и вие кога за себе би купувале стан би сакале тој да е завршен, да инвестирате во него. Објектот требаше да се заврши, беше со договор обврзан во јавна набавка и беше интерес на градот да го заврши што е можно побрзо, за да може да го понуди на ваква јавна аукција. Во текот на денешниот ден, едно чисто колку за информација, до сите советнички групи е упатен допис од моја страна како градоначалник да именуваат свој представник кој што ќе врши надзор врз работата на комисијата која што ќе врши продажбата. Опозицијата обвинува дека веќе е познат купувачот на градската куќа. Како ќе го коментирате? Кажа веќе, јас не можам да знам кој све ќе се пријави на јавната аукција. Знаете како? За темата градска куќа, очигледно е дека опозицијата немаше никакви аргументи, затоа ја напусти седницата. И одбира да пласира еднострано невистини и глупости на пресконференции. Ако има било какви аргументи, зошто ја напустија седницата на Советот на град Скопје? Таму требаше ги соочиме аргументите за или против продажбата. Вака сега ќе свикуваме пресконференции, ќе кажуваме лаги, ќе предпоставуваме хипотетички ситуации затоа што нема кој да ви одговори.
кога сакаат, каде сакаат, на било кој медиум, у било кој време, било кој представник на опозицијата, јас сум спремен да се соочиме. Ама не еднострано. Не на пресконференции каде што ќе изнесуваат лаки. Нека дојдат на Мегдан, ако имаат аргументи да ги кажат. Во вредностите кои што јас ги делам, демократските вредности, местото за споделување на аргументи е Советот на град Скопје. Таму требаше да ги соочиме аргументите. Не да се кријат позади камера. Еве ги, јавно ги предизвикувам, нека си дојдат кога сакаат, нека именуваат кого сакаат, 10 души нека дојдат, нека викаат во исто време. Јас сум спремен со аргументи да им ги избијам сите адути кои што мислат дека ги имаат. Едностранното пласирање на вести едноставно е кукавишлук. Ако пресконференциите на ВМРО ДПМН ги нарекувате ширење на дезинформации и лаги, како јавноста може да поверува на вашите пресконференции, со оглед на тоа дека постојат индиции сериозни за тоа дека зградата на СМ сакате да биде таа каде што ќе биде сместена градската администрација? Јас знам една работа, во овој процес нема да дозволам буџетот на градот Скопје да биде оштетен за ниту еден денар. Минималната цена почетна за аукцијата која што треба да биде закажана се средствата кои што градот Скопје ги издвоил од буџетот. Дали, кој и како ќе се пријави на повикот на градот за продажба, едноставно во моментов нити јас, нити вие, нити опозицијата може да не го знае. Впрочем, треба да знаете, кога е зградата на поранешна на СМ во прашање, таму имаме двојца собственици. Евано и електрани на Македонија. Така што да го оставиме процесот, да го заокружиме процесот како таков, па после можеме да судиме. Да судиме пред време, без аргументи, по основ на шпекулации, мислам дека не е коректно. Вие и вас ве повикувам цело време будно да бидеме заеднички во овој процес. Градот нема што да се крие. Од целиот овој процес градот Скопје само ќе добие. Граѓаните на Скопје само ќе добијат. Се ќе биде толку јавно, толку транспарентно, како што впрочем и е. Ако јас сакав да сокријам било што, можеше да ме нема во овој период и да не бидам на јавни настани. Меѓутоа, силината на аргументите кои што имаме и кои што е на наша страна, транспарентноста во која што сме влезени, свесноста дека нема да го нарушиме буџетот на градот Скопје со целиот овој процес, едноставно се аргументи и на вистината. Затоа и стојам транспарентно пред сите и повторно ги повикувам. 10 души нека дојдат, ама на дебата, не да се криеме позади пресконференција. Каков е временскиот период кој што ќе стои куќата на продажба? Значи, допрва е формирана комисијата, јас дадов рок, како што ви реков, до крајот на оваа недела советничките групи кои што се присутни во Советот на град Скопје да ме номинираат по еден представник, затоа што сакаме процесот да го започнеме заеднички сите со нив. Ако номинираат, ќе бидат вклучени, јас очекувам дека ќе добијам многу брзо, особено дека може би уште во текот на утрешниот ден од страна на опозицијата, ако се навистина толку загрижени за целиот процес, нека номинираат уште утре за да почнеме порано. Тоа би значило дека до декември нека очекувате да ја продадете куќата? Не можам сега јас во овој момент да кажам кога, што, како ќе се одвива, затоа што процесот е на самиот почеток. Она што е за мене императив е тоа што и го напоменав на неколку пати во текот на денот, градот Скопје нема да биде оштетен за ниту еден денар.